8,5 месеци по воведувањето на таксата за паркирање на јавните површини во Кочани, пробниот период на кој се однесуваше одлуката веќе истекува. Локалната самоуправа смета дека платениот паркинг ги оправдал почетните очекувања и заживеал во практика, поради што од Советот на општината ќе бара да се избрише ставот од одлуката според која таа беше привремена. Општинската администрација бара наплатата на надоместокот да стане регуларна процедура, што во иднина нормално ќе се спроведува, а зашто комуналното претпријатие Водовод, кое ја презеде надлежноста, има ангажирано и соодветен број работници. Во меѓувреме беше зголемен и опфатот на улиците на кои се плаќа за паркирање, а оценка на локалната власт е дека тоа придонело да се воспостави сообраќајен ред во централното градско подрачје и околу 95% од граѓаните ја поддржале одлуката за платено паркирање. За дел од граѓаните беа направени и одредени поволности во делот на плаќањето на надоместокот, што градоначалникот Димитровски го оцени како позитивно. Тоа е намалување на цената за нашите сограѓани кои што живеат на тие места каде што е воведен паркинг просторот, и тоа е и понатаму една поголема соработка помеѓу одговорните служби од полициската станица заедно со оние кои што се одговорни за паркингот и контрола на самите личности кои што го вршат наплатата на паркирањето. Очекувам дека со ова воведување градот Кочани добива, дека граѓаните на општина Кочани добиваат и дека тоа ќе стане една добра работа, добро применета работа за градот Кочани, односно за иднината на градот Кочани. Според усвоениот буџет за оваа година, општина Кочани очекува од надоместокот за платен паркинг да собере 380.000 денари. Ваквата пресметка е базирана на претходно остварените приходи, односно од почетокот на јули до крајот на декември минатата година била остварена позитивна разлика од 70.000 денари. Барањето да се укине пробниот период за платено паркирање ќе го разгледува Советот на општината на седницата в петок.